После смртта на Исуса, Израелевите синови го прашаа Господа: кој од нас ќе тргне прв на хананците за да се бори против нив? А Господ одговори: Јуда нека отиде прв, ја предавам земјата во неговата рака. Тогаш Јуда му рече на брата си Симеона: дојди со мене во земјата што ми е доделена во наследство. Ќе војуваме против хананците, а потоа ќе се борам покрај тебе во твојата земја. И Симеон отиде со него. Јуда отиде и Господ им ги предаде во рацете хананците и ферезејците и погубија во Вецек 10.000 луѓе. Во Везек го најдоа Адони Седек, удрија на него и ги поразија хананците и ферезејците. Кога Адони Седек почна да бега, го гонеа, го фатија и му ги отсекоа палците на рацете и нозете. Тогаш Адони Седек рече: 70 цареви со отсечени палци на рацете и на нозете собираа трошки под мојот стол. Како што правев, така Бог ми враќа, го одведоа во Ерусалим и таму умре. Потоа јудините синови војуваа против Ерусалим, го освоија, ги погубија со меч жителите и го изгорија градот. После тоа јудините синови тргнаа да се борат против хананците кои живееа во горието, во Негев и во Шефел. И Јуда отиде против хананците кои живееа во Хеврон. На Хеврон некогаш името му беше Киријат Арва и таму ги поразија Сесаја, Ахимана и Талмаја. Оттаму отиде против жителите на Давир, што некогаш беше викан Киријат Сефер. И Халев рече: кој ќе го покори и ќе го заземе Киријат Сефер, ќе му ја дадам својата ќерка Ахса за жена. Го зазеде Готонил, син Кенезов, помалиот брат Халевов, и Халев му ја даде својата ќерка Ахса за жена. Кога му прииде на мажот, тој ја наговори да бара полиња од татка си. Таа слезе од ослето, а Халев ја праша: што сакаш? Таа му одговори: дај ми благослов кога ми даде крај во Негев. Дај ми тогаш и некои извори. И Халев и ги даде горните и долните извори. Синовите на Кенеецот Јотор, Мојсевиот дедо, отидоа од Палминиот град со јудините синови во јудината пустина што е во Негев, на југ од Арат. Таму се населија меѓу амаликците. Потоа Јуда отиде со братот Симеон и ги погубија хананците кои живееа во Сефат и го предадоа на Херем на проклетство, заради тоа градот беше наречен Орма, истребување. Исто Јуда успеа да ги заземе Газа со нејзиното подрачје, Аскалон со неговото подрачје и Акарон со неговото подрачје. Господ беше со Јуда, па тој го освои горието, но не можеше да ги изгони оние во низината, зашто имаа железни коли. Како што беше одредил Мојсеј, Хеврон му го дадоа на Халев, кој изгони оттаму 3 енакови сина, а Венијаминовите синови не успеа да ги изгонат ебусејците, кои живееа во Иерусалим. И така ебусејците останаа во Иерусалим со Венијаминовите синови до денешен ден. И Јосифовото племе тргна против Ветил и Господ беше со нив. И Јосифовото племе почна да го согледува Ветил. Градот беше викан некогаш Лус. Согледувачите забележија човек како излегува од градот и му рекоа: покажи ни го влезот во градот, па ќе ти бидеме милостиви. Тој им го покажа влезот во градот и изсекоа се со меч во градот, а оној човек го пуштија да си отиде со сето негово семејство. Човекот отиде во земјата на хетејците и таму изгради град и го нарече Лус, така се вика уште и денес. Манаси не ги освои Ветсан и неговите села, ни Тахана и нејзините села. Не ги изгони ни жителите од Дора и од неговите села, ни жителите на Ивлеам и на неговите села, ни жителите на Мегида и на нејзините села. Така хананците останаа и живееа во земјата. Кога Израел зајакна и наметна данок на хананците, но не можеше да ги истера. Ни Ефрем не ги истера хананците кои живееа во Гезер, така што тие хананци живееа тука меѓу нив. Заволон не ги истера жителите на Китрон, ни жителите на Налол. Така хананците останаат среде Заволоновите синови, но им беше наметнат данок. Ни Асир не ги изгони жителите на Акон, ни жителите на Сидон, ни оние од Алав, ни од Ахазив, ни од Халва, ни од Афика, ни од Реова. Така асирците останаа меѓу хананците, жителите на таа земја, зашто не ги истераа. И Нефталим не ги изгони жителите на Вет Семес и на Вет Анат, туку живееше меѓу хананците кои ја населуваа таа земја. Ама им наметнаа данок на жителите на Вет Семес и на Вет Анат, аморејците ги истиснаа дановите синови во гората и не ги пуштаа да следат во рамницата. Аморејците се задржаа во гората Ерес, во Ајалон и во Салвим, но кога зајакна раката на Јосифовиот дом, им беше наметнат данок. Подрачјето на едомците се простира од Акравимското нагорниште до стената и нагоре.
Gospodov ангел дојде од Галгал во Бохиме и рече: Ве изведов од Египет и ве доведов во земјата што ви ја ветив, заколнувајќи им се на вашите татковци и реков: нема да го раскинам мојот завет со вас до века, а вие не случувајте сојуз со штерите на оваа земја, туку разорнувајте ги нивните жртвеници. Но вие не го послушавте мојот глас, што направивте? Затоа ви велам, не ќе ги изгонам пред вас, туку тие ќе ве угнетуваат и нивните богови ќе ви бидат стапица. Кога Господовиот ангел им ги кажа тие зборови на сите израелци, народот извика гласно и заплака. И така тоа место го нарекоа Бохим и таму му принесоа жртва на Господа. Кога Исус го распушти народот, израелевите синови се разотидоа секој во своето наследство за да ја земат во сопствено земјата. Народот му служеше на Господа во текот на сиот Исусов век и во текот на сиот век на старешините, кои го надживееа Исуса и ги видоа сите големи дела што Господ ги направи за Израел. Исус, навиновиот син, Господов слуга, умре на возраст од 110 години. Го погребаа во крајот што го наследи во Тамнат Арес, во Ефремовата гора, северно од планината Гаш. А кога сето она поколение им се придружи на своите татковци, го наследи друго поколение што не го познаваше Господа ни за делата што ги направил за Израел. Тогаш израелевите синови почеа да прават што не му е по волја на Господа и им служеа на Ваалите. Го ставија Господа Бога на своите татковци кои ги изведе од египетската земја и тргнаа по други богови меѓу боговите на околните народи, им се поклонуваа. Го разгневија Господа, отпаднаа од Господа за да им служат на Ваал и на Астарта. Затоа Господ го излија својот гнев на Израел, ги остави на ограбувачите да ги ограбуваат, им ги предаде на непријателите наоколу, така што не можеа да им се спротиват. Што и да почнеа, Господовата рака се свртуваше против нив за нивна несреќа, како што им рече Господ и како што им се заколна, и така паднаа во голема неволја. Тогаш Господ почна да им издига судии, за да ги избавуваат од рацете на оние што ги ограбуваа. Но тие не ги слушаа ни своите судии, туку изневеруваа со други богови и им се поклонуваа, прву се отклонија од патот по кој одеа нивните татковци, слушајќи ги Господовите заповеди, тие не правеа така. Кога им воздигаше судии, Господ беше со секој судија, па ги избавуваше од рацете на нивните непријатели во текот на сиот век на судијата, зашто му беше жал на Господа, колку воздивнуваа под јаремот на оние кои ги угнетуваа. А кога ќе умреше судијата, тие пак паѓаа во поголема расипаност отколку нивните татковци, одеа по други богови, им служеа и им се поклонуваа, не отстапувајќи од своите опаки дела и постапки. Тогаш Господ пламна со гнев против Израел и рече: затоа што овој народ го престапи мојот завет што јас го воспоставив со нивните татковци и не го послушаа мојот глас, ни јас од сега нема да изгонам пред нив ниеден од народите што Исус ги остави по својата смрт, за да го стави со нив на искушение Израел, дали ќе ги пазат или не Господовите патишта, како што ги пазеа нивните татковци. Затоа Господ ги остави тие народи и не ги изгони веднаш, ниту ги предаде во рацете на Исуса. Ова се народите што Господ ги остави, за да ги испита со нив израелевите синови, сите оние што не ги знаеја ханаанските војни. Тоа беше само во полза на поколенијата на израелевите синови, за да ја научат вештината на војување барем оние што не ги знаеа поранешните војни. Останаа 5 филистејски кнезови и сите ханаанци, сидонци и евејци кои живееа на гората Ливанова, од гората Вал Ермон до влезот во Емат. Тие послужија за да биде проверен Израел, за да се види дали ќе ги пази заповедите на Господа што Господ им ги даде на нивните татковци преку Мојсеј. Така израелците живееа среде ханаанците, хедејците, аморејците, ферезејците, евејците и јевусејците, се женеа со нивните ќерки и им ги даваа своите ќерки за нивните синови и им служеа на нивните богови. И израелевите синови правеа она што не му беше по волја на Господа. Го заборавија Господа својот Бог за да им служат на Ваал и на Астартите. Тогаш Господ пламна со гнев на Израел и ги предаде во рацете на Хусан Рисатаим, едомски цар, и му служеа на Хусан Рисатаим 8 години. Тогаш израелците извикаа кон Господа и Господ им воздигна избавител.
Gotonil, Kenezovio sin, pomlad Helevov brat, za da gi oslobodi. Gospodov duh sleze na nego i toj mu stana sudja na Izrael. I go povede Izrael vo boj, Gospod mu go predade vo racete Husan Risataim, edomski od car, i toj go pobedi Husan Risataima. Od togaž zemljata beše vo mir 40 godini i počinja Gotonil, Kenezovio sin. Izraelcite počeja pak da pravat ona što je slovo Gospodovite oči. Zato a Gospod mu dade na Eglon Moavski od car, sila nad Izrael, zašto praveja što je zlo pred Gospoda. Eglon se obedini so Amonovite i so Amalikovite sinovi, trgna protiv Izrael, go porazi i go osvoji, Palmini od grad. Izraelevite sinovi mu služija na Moavski od car Eglon 18 godini. Togaž Izraelcite izvika kon Gospoda i Gospod im podigna izbavitelj Aot, sin Nagira, od Venijaminovo pleme, čovek koji beše levičar, i go ispratija Izraelcite da mu odnese danog na Eglona, Moavski od car. A Aot si napravi meč su 2 ostrila, dolg 1 lakot i go opaša pod oblekata pokraj desno do bedro i go odnese danokot na Eglona Moavski od car. Eglon beše mnogo debel, otkako go predade danokot, Aot si otide su lugeto koji go bea donesle danokot. No koga dojde do izvajani od Kip vo blizina na Galgal se vrati i reče caru, imam da ti kažem jedna tajna. Carot mu odgovori Tivko. I site što bea pokraj nego izlegoa, Aot vleze carot, sedeše vo ladnata gornica, beše sam. Aot mu reče, caru, imam za tebe slovo od Boga, toj venaš sana od prestolot. Togaž Aot go istrga so levata raka međo to desno to bedro i mu ja probode u trobata. Celata raka vlede so sečiloto i saloto se sklopi nad ostriloto, zašto Aot ne možeše da go izleče sečiloto od utrobata, od tamu izleze nečistotata. Aot si otide niz tremot, zad sebe ja zatvori vratata na gornata soba i ja zaključi. Koga toj si otide, slugite se vratija za da pogleda, bidejki iz vratata na gornata soba beše zaključena, rekoa, bez somnenije otide nastrana, vo kletot do ladnata soba, go čeka dolgo vreme so dvoumenje, zašto toj neja otvori vratata na gornicata. Najposle zedua ključ i otvorija, nivni od Gospodar leješe na zemljata mrtov. Dodeka tije čeka, Aot izbega, gizamina veke vajanite kipovi i se zasolna vo Seirot. Štom dojde vo Izraelevata zemlja, zatrubi vo rok na Efremovata gora, Izraelevite sinovi slegoa sonego od gorata, a toj im stoješe na čelo i im reče, vrvete po mene. Gospod vi gi predade vo racete Moavcite, vašite neprijatelji, tije trgna ponego, im go zatvorija na Moavcite patot preko brodovite na Jordan i ne ostavija nikogo da premine. Pogubija vo toa vreme okolo 10.000 Moavci, se krupni i hrabri luge, i nijedan ne im izbega. Vo toj den Moavcite potpadna pod Izraelevata raka i zemljata beše mirna 80 godini. Ponego beše Samegar, sin od Anatov, toj pogubiše 100 filistejci so volovski osten. Taka i toj go izbavi Izrael. Po smrta na Aot, Izraelevite sinovi pak počeja da pravat što nemu beše na Gospoda po volja. I Gospod gi predade vo racete na Javin, Hananski od car koji vladaješe vo Asor, vojen načelnik na njegovata vojska beše Sisara, koji živeješe vo neznabožečki od Aroset. Togaž Izraelevite sinovi izvika kon Gospoda, zašto Javin imaše 600 želesni bojni koli i teško gi ugneduvaše Izraelcite 20 godini. Vo toa vreme na Izrael mu sudeše proročicata Devora, ženata Lafidotova, živeješe pod Devorinata palma među Rama i Vetil vo Efremovata gora. I Izraelcite doađa kaj neja za da im presuduva vo nivnite sporovi. Ta go povika Varaka, sinot Avineemov, od Neftalimovi od Kades. I mu reče, eve što ti zapoveda Gospod Izraelevi od Bog, odi trgni na gorata Tavor i zemi so sebe 10.000 ljudi od Neftalimovite i Zavulunovite sinovi. Jaske go privleđam kon tebe na Kisonski od potok Sisara, vojskovodač od na Javinovata vojska so negovite bojni koli i so site vojnici, pak ih predadam vo tvojite race. Varak je odgovori, ako dojdeš ti so mene, ti odam, ako ne dojdeš so mene, ne odam. Idam so tebe, mu reče ta, no na patot po koji ke trgneš slavata, neke ti pripadne tebe. Zašto Gospod ke go predade Sisara vo race na žena, togaž Devora stana i trgna so Varaka vo Kades. Ona mu Varak gi povika Zavulona i Neftalima. 10.000 luge trgna so nego, a i Devora odeše so niv. Keneec od Hever beše se odvojil od Kenej. Eden od sinovite na Ovav, Mojsejevi od dedo,
го оптегна својот шатор кај Дабот во Занаим, надалеку од Кадес. Му јавија на Сисара дека Варак, синот Авинеемов, излегол на гората Тавор. Сисара ги собра сите своји бојни коли, 900 железни коли и сите луѓе што ги доведе од незабожечкиот Аросет до Кисонскиот поток. Девора му рече на Варака: стани, еве го денот кога Господ ќе го предаде Сисара во твои раце. Самиот Господ оди пред тебе. И Варак слезе од гората Тавор со 10,000 луѓе со себе. Господ ги заплаши Сисара, сите негови бојни коли и целата негова војска која почеа да бега пред Вараковиот меч. Сисара слезе од својата кола и избега пеш. Варак ги гонеше колите и војската се до незнабожечкиот Аросет. Сета Сисерина војска падна од остар меч и ниеден човек не избега. Дотогаш Сисара бегаше пеш кон шаторот на Јаила, жената на кенеецот Хевер, зашто меѓу Јавин, Асорскиот цар, и куќата на кенеецот Хевер беше мир. Јаила му излезе во предсред на Сисара и му рече: застани, господару, дојди кај мене, не бој се од ништо. Тој се врати кај неа под шаторот, а таа го покри со покривка. Тој и рече: дај ми малку вода, зашто сум жеден. Таа отвори мев со млеко, го напои и пак го покри. Застани при влезот на шаторот и рече тој: па ако некој намине и те праша дали има некој, ти одговори: нема. А Јаила, Хеверовата жена, го зеде шаторскиот кол и чук во рацете, му се приближи тивко и му го прикова колот низ слепоочниците и така што се закачи во земјата. Тој беше заспал цврсто од исцрпеност и така умре. Ете дојде Варак, гонејки го Сисара. Јаила излезе пред него и му рече: дојди да ти го покажам човекот кого го бараш. Тој влезе при неа и ете Сисара лежеше мртов, со кол низ слепоочниците. Така Господ го покори во оној ден Јавина, хананскиот цар, пред израелците. Раката на израелите синови стануваше се потешка над Јавина, хананскиот цар, додека најпосле него истреби хананскиот цар. Во тој ден Девора и Варак, синот Авиноамов, ја запеаја оваа песна. Борбено ги растурија коските израелските борци и народот тргна доброволно. Благословајте го Господа, чујте, о цареви, послушајте кнезови, јас му пеам песна на Господа, јас го славам Господа, Израелевиот Бог. Господи, кога слегуваш од Сир, кога чекореше победнички низ едомските полиња, сета земја се тресеше, небесата леја, облаците врнеа со дожд, горите се тресеа пред тебе, о Господи, самиот Синај, од присуството на Господа, Израелевиот Бог. Во деновите на Самегар, синот Анатов, во деновите на Јаила, запустија патиштата и оние кои што патуваа, обиколуваа наоколу. Водачите престанаа во Израел, престанаа додека не станав јас, Девора, додека не станав како мајка на Израел. Си избраа туги богови и затоа војната им застана пред вратата. За 5 градови немаше ни еден штит, ни еден цар за 40,000 во Израел. Моето срце чука за израелските водачи, за народот што доброволно тргнува во бој. Благословајте го Господа, вие кои јавате на бели ослици, седејки на меки постелки, и вие кои одите по патиштата, пејте. Покрај извиците на развеселените пастири кај поилата, нека бидат славени Господовите добротворства и неговото владење со Израел, и Господовиот народ слезе на вратата. Разбуди се, Деворо, стани, стани, запеј песна, храбро, стани, Вараку. Води ги во робје своите поробувачи, сине Авиноамов. Тогаш слезе остатокот од луѓето против благородните. Господ слезе со мене против крепките. Од Ефрема затекоа кон долината, по нив Венијамин стигна меѓу твоите. Од Махир настапуваат началниците, од Завулон, оние што носат заповеднички жезл. Исахаровите кнезови беа со Девора, и Исахар исто тргна со Варака, побрза да го стигне во долината, кај Рубимовите потомци се советуваат долго. Зошто остана меѓу трдата за да ги служеш брењата на стадата, кај Рубимовите потомци се советуваат долго. Галат мируваше отаде Јордан, а зошто е дан на тугински бродови? Зошто Асир седи на брегот на морето и мируваше во своите пристаништа? Завулон е народ што и ја вети душата на смртта, и Нефталим на висорамнините. Дојдоа цареви, војуваа, бој водеа хананските цареви, потанаха во Мегидската вода, но не добија ни малку сребро. Од небесните врвици војуваат звездите против Сисара. Потокот Кисон ги одлече, потокот Кедумим, поток Кисон, цврсто гази моја душо. Тогаш се кршја конјските копита од трчањето на јунаците. Проколнете го мирос, рече Господовиот ангел.
Проколнете ги неговите жители, зашто не му дојдоа на помош на Господа со храбрите. Благословена е меѓу жените Јаила, жената на кенеецот Хевер. Нека биде славена меѓу жените во шаторите. Тој побара вода, таа му даде млеко, во скапоцена чинија му даде кравја маст. Со левата рака посегна по колот, а со десната по ковачкиот чук. Го удри Сисара, му ја расцепи главата, му ја продупчи, му ја скрши слепоочницата, падна до нозете, се одвали. Легна и падна до нозете, се сруши и каде падна остана мртов. Низ прозорец гледа Сисарината мајка, низ прозорец надзира, до решетката вика, колесницата не му се враќа долго, зошто им е толку бавна запрегата. Најмудрата дворјанка изборува, сама себе си одговара. Плен најдоа па го делат, подевица на војник, подевица и по две, пленета разбојна облека за Сисара, везена од двете страни, симната од плеки на пленик. Господи, така нека гинат сите твои непријатели, а оние кои те љубат нека бидат како сонце кога изгрева со сета своја сила. Пак Израелевите синови правеа што е зло во Господовите очи, и Господ ги предаде во рацете на мадијамците за 7 години. Тешка беше раката на мадијамците над Израел. За да им избегаат на мадијамците, израелците се засолнуваа во горските пукнатини, пештери и засолништа. И кога израелците ќе посееја, мадијамците и амаличаните и синовите на исток доаѓаа против нив. Откако ќе се настанеа на нивната земја, го уништуваа родот на земјата се до Газа, не му оставаа ни Израел за да се прехрани ни овца, ни коза, ни вол, ни осве, зашто доаѓаа со своите стада и со своите шатори во толкаво множество како сакулци. И тие и нивните камери беа безбројни и одеа по Израелевата земја. За да ја запустат, така мадијамците го фрлија Израел во голема беда, па израелците извикаа кон Господа. Кога израелевите синови извикаа кон Господа заради мадијамците, Господ им испрати на израелците пророк кој им рече: вака вели Господ, Израелевиот Бог. Јас ве изведов од Египет, ве избавив од домот на робството, јас ве ослободив од рацете на египетците и од рацете на вашите угнетувачи. Ги изгонив пред вас, ви ја дадов нивната земја и ви реков: јас сум Господ ваш Бог. Не почитувајте ги боговите на аморејците во чија земја живеете, но вие не го послушавте мојот глас. Господов ангел дојде и седна под дабот при Офра, што му припаѓаше на Јоас Авиезеров. Неговиот син Гедеон чукаше жито на гумното за да го запази од мадијамците. И му се јави Господов ангел и му рече: Господ со тебе, храбар јунаку. Гедеон му одговори: Ох, Господару, ако е Господ со нас, зошто не најде се ова? Каде се сите оние негови чудеса за кои ни раскажуваа нашите татковци, говорејќи: не изведе ли Господ од Египет, а сега Господ не остави во рацете на мадијамците? Тогаш Господ погледна кон него и му рече: Оди со таа сила во тебе и ќе го избавиш Израел од рацете на мадијамците. Јас ти испраќам тебе. Но Господару, му одговори Гедеон: како ќе го избавам Израел? Мојот род е најмал во Манасиевото племе, а јас сум последен во куќата на мојот татко. Господ му рече: јас ќе бидам со тебе, па ќе ги победиш мадијамците како еден човек. Гедеон му рече: ако најдов милост во твоите очи, дај ми знак дека ти споруваш со мене. Не заминувај од тука додека не се вратам со дар и додека не го ставам пред тебе. А тој одговори: ќе останам додека не се вратиш. Гедеон отиде, сготви јаре и пресни лебови од ефа брашно, стави место во кошницата и чорба во крнчето, па го донесе се тоа под дабот. Господовиот ангел му рече: земи го месото и бесквасните лебови, стави ги на таа стена. А чорбата и стурија тој направи така. Господовиот ангел го зеде жезалот што го држеше и со врвот ги допре месото и пресните лебови. Оган пламна од стената и ги спали месото и пресните лебови. Потоа Господовиот ангел исчезна од пред неговите очи. А Гедеон согледа дека тоа бил Господов ангел и рече: Господи, го видов Господовиот ангел лице во лице. Господ му одговори: мир со тебе, не бој се, не ќе умреш. Гедеон му подигна жртвеник на Господа на тоа место и го нарече Јахве Шалом, Господ на мирот. Тој стои до денес на Авиезеровата Офра. Во истата ноќ Господ му рече: земи од татка си згоен јунец, 7-годишен јунец, и разурни го вајловиот жртвеник и исечи ги ашерите покрај него. Потоа подигни му жртвеник на Господот твојот Бог на врвот на таа горска стена и уреди го добро. Земи го јунецот и принеси паленица на дрвата на ашерите што ќе ги исечиш во горичката.
Тогаш Гедеон зеде 10 луѓе од своите слуги и направи како што му заповеда Господ, но бидејќи се плашеше од своето семејство и од граѓаните, го направи тоа ноќе, кога граѓаните поранија утреден, а тоа разурнат Вааловиот жртвеник и исечени ашерите покрај него, а јунец жртвуван како паленица на нов олтар. И се прашува едни други, кој го направи тоа, испита, истражија, па рекоа Гедеон, Јоасовиот син го направи тоа. Тогаш граѓаните му рекоа на Јоас: изведи го синот за да умре, зашто го разурна Вааловиот жртвеник и ги исече ашерите покрај него. Јоас им одговори на сите кои стоеја околу него: зар вие ќе го браните Ваала? Зар вие ќе го спасувате? Кој го брани Ваала ќе биде погубен пред утрешниот ден, ако е тој Бог, нека се брани самиот од Гедеона, зашто му го разурнал жртвеникот. Во тој ден го нарекоа Гедеона Јеровал, зашто се споруваше самиот Ваал, нека се пресмета со него, зашто му го разурна жртвеникот. Сите мадијамци, амиликци и синовите на исток се собраа и откако го поминаа Јордан, се влогорија во Езраелската долина. Господовиот дух го укрепи Гедеона и тој затруби во рог, и Авиезеровиот род застана зад него. Тој испрати гласници низ селото Манасиево племе, па и тие застанаа зад него. Испрати вестители и во племето Асирово, Завулоново и Нефталимово, па и тие им тргнаа во пресред. Гедеон му рече на Бога: ако навистина сакаш да го ослободиш Израел со мојата рака, како што вети, еве ќе сложам овчо руно на гумно. Ако има роса само на руното, а ако земјата остане сува, тогаш ќе знам дека со мојата рака ќе го избавиш Израел, како што вети. И бидна така, Гедеон порани утреден, па исцеди роса од руното полна кофа вода. Пак Гедеон му рече на Бога: не разгневувај се на мене, дека ќе ти преговорам уште еднаш. Дозволи ми уште овој пат да се обидам со руното, само руното нека биде суво, а росата нека биде посета земја. И Бог направи така во онаа ноќ, само руното остана суво, а росата падна посета земја. Порани Јеровал, односно Гедеон, и сиот народ што беше со него, и се влогорија кај изворот Арот, а логорот на мадијамците се наоѓаше на север од неговиот, во подножието на брегот море, во долината. Тогаш Господ му рече на Гедеона: премногу народ е со тебе, а за да ги предадам мадијамците во нивните раце, зашто Израел би можел да се возгордее пред мене и да рече: сопствената рака ме избави. Затоа разгласи се да чуе народот: кој се бои и страува, нека се врати од Галатската гора. Гедеон ги испита: 22.000 луѓе од народот се вратија, а останаа 10.000. Господ му рече на Гедеона: уште е премногу народ, поведи ги на вода. И таму ќе ги испитам. За кого ќе ти речам нека оди со тебе, тој ќе дојде со тебе. А за кого ќе ти речам нека не иде со тебе, тој не ќе дојде. Гедеон го поведе народот на вода и Господ му рече: кој ќе лока вода со јазикот како што лока кучето, оддели го на страна. Кој ќе клекне да пие, одвои го на другата страна. Оние што локаа вода со јазикот од раката, принесена до устата, беа 300, а сиот друг народ клекна за да пие. Тогаш Господ му рече на Гедеона: со оние 300 луѓе кои локаа вода, јас ќе ве избавам и ќе ги предадам мадијамците во вашите раце. Сите други нека се вратат, секој во своето место. И тогаш тие ги зедоа од луѓето храната и роговите за трубање, а Гедеон ги отпушти израелците, секој во неговиот шатор. Ги задржа само оние 300 мажи, а логорот на мадијамците беше подолу од него во долината. Во онаа ноќ Господ му рече: стани, нападни го логорот, зашто ти го предавам во рацете. Ако се боиш да нападнеш, најнапред слези во логорот со твојот слуга Фура. Слушај што зборуваат, ќе се охрабриш и ќе го нападнеш логорот. Тој слезе со својот слуга Фура до првите стражари на логорот. Мадијамците, амаликците и сите синови на исток се расположија по долината. Многобројни како скакулци, безбројни беа нивните камили, како песок на брегот на морето. Кога Гедеон дојде, а тоа еден точно му раскажуваше на својот другар што сонувал. Сонував како погача јачменов леп се тркала во мадијамскиот логор. Се дотркала до еден шатор и го погоди. А шаторот падна, се преврти, а другиот му одговори: не е тоа друго, туку мечот на Гедеона, синот Јоасов, израелец. Бог му ги предаде во рацете мадијамците и сиот логор. Кога Гедеон чу како оној го раскажува сонот и како другиот го претолкува, се поклони пред Господ, па се врати во Израелевиот логор и извика: станете, зашто Господ ви го предаде во рацете мадијамскиот логор. Тогаш Гедеон ги подели своите 300 луѓе во 3 одреди. На секој човек му даде во раката рог за трубање,
prazna vrčva i zapaljena borina vo vrčvata. Gledajte me, im reče, i pravete što ke pravam i jaz. Kога ke dojdam na rabot na logorот, правете што ке правам и јас. Кога ќе затрубам во рогот, јас и сите кои се со мене, тогаш трубете и вие во рогот околу циот логор и викајте за Господа и за Гедеона. Гедеон и 100 луѓе кои го придржуваа дојдоа до работ на логорот при почување на средната ноќна стража. Туку што ги поставија стражите, тие затрубија во роговите и ги скршија врчвите што ги имаа во рацете. Така трите одреди затрубија во роговите, во левата рака ги држија запрените борини, а со десната роговите за да трубат. И почнаа да викаат за Господа и за Гедеона. И секој стоеше неподвижно на своето место околу логорот. Тогаш сиот логор се разбуди и медијамците викајки почнаа да бегаат, додека оние 300 трубија во роговите. Господ направи па тие во логорот го свртеа мечот еден против друг. И сета војска се разбега до Вет Асет, кон Зерерат, до Авел Меолскиот брег кај Тават. А израелците од коленото Нефталимово и Асирово и од сето Манасиево колено се собраа и ги подгонија мадијамците. Гедеон испрати вестители по селата Ефремова гора да зборуваат: слезете пред мадијамците и заземете ги пред нив сите градови до Вет Вара и до Јордан. Сите луѓе од Ефремовото племе се одзваа и ги зазедува бродовите на водата до Вет Вара и до Јордан. И фатија 2 мадијамски кнеза, Орива и Зива. Орива губија на Сур Орива, Оривовата стена, а Зива кај Јакев Зива, Зивова теснина. Ги гонеа мадијамците и му ги донесоа на Гедеон главите на Орива и Зива отаде Јордан. Тогаш Ефремовите луѓе му рекоа на Гедеона: како постапи со нас? Не повика кога тргна во бој против мадијамците, и му проговорија жестоко. Тој им одговори: па што сум направил јас кога ќе се споредам со вас? Не е ли Ефремовото дособирање подобро од Авиезеровиот гроздобер? Господ ги предаде во вашите раце мадијамските кнезови Орива и Зива. Може ли да се споредува моето дело со она што го направивте вие? На тие зборови стивна нивниот гнев против него. Кога Гедеон дојде до Јордан, го помина, но тој и 300 луѓе со него беа изнемоштени и гладни. Затоа им рече на луѓето од Сохот: дајте им леп на луѓето кои одат по мене. Изнемоштени се. Јас ги гонам Зевеја и Салмана, мадијамските цареви. Но сохотските главатари му одговорија: зар Зевеевата и Салмоновата рака веќе се во твојата рака, за да и дадеме леп на твојата војска? Гедеон им рече: добро, кога Господ ми ги предаде во рацете Зевеја и Салмана, ќе ви го раскинам телото со трње и со пустински глогови. Оттаму отиде во Фануил и побара исто од фануилците. А тие му одговорија како што му одговорија и сохотците. Тој им се закани и на фануилците: кога ќе се вратам како победник, ќе ви ја разрушам оваа кула. Зевеј и Салман беа во Каркор и нивната војска со нив околу 15.000 луѓе, што беа оставени од војската на синовите на исток. 120.000 војници паднаа. Гедеон тргна по патот на оние што живеат под чатори, источно од Нова и Јогвеа, па ја порази војската што стоеше безгрижно. Зевеј и Салман избегаа, тој ги подигна и ги фат двата мадијамски цареви, Зевеј и Салман, а сета војска им ја уништи. По битката Гедеон, синот Јоасов, се врати од војна преку Хереската нагорница. И фати еден млад човек од Сохот, па почна да го распрашува. А тој му ги напиша имињата на сохотските кнезови и старешини, 77 луѓе. Потоа Гедеон отиде кај сохотците и рече: еве ги Зевеј и Салман, заради кои ми се подсмевнувавте мене, велејки: дали се Зевеевата и Салмоновата рака веќе во твојата рака, па да им дадеме леп на твоите изнемоштени луѓе? Ги фати градските старешини, набра пустински трња и глогови и ги казни со нив сохотците. Ја разурна фануилската кула и ги погуби жителите. Тогаш им рече на Зевеј и Салман: какви беа луѓето кои ги погубивте на Тавор? Личеа на тебе, одговорија. Секој беше како царски син. Тоа беа мои браќа, синови на мајка ми, рече Гедеон. Господ е жив. Ако ги оставевте во живот, и јас не би ве убил. Потоа му заповеда на својот првенец Етер: стани, погуби ги. Но детето не излече меч. Се боеше, уште беше младо. Тогаш Зевеј и Салман рекоа: стани ти и нападни не, зашто каков е човекот, таква му е и силата. И откако стана, Гедеон ги погуби Зевеја и Салмана.
И ги 7 месечинките украси што висеа на вратот на нивните камили. Израелците му рекоа на Гедеона: владеј над нас, ти и твојот син и твојот внук, зашто ти не избави од мадијамците. Но Гедеон им одговори: не сакам да владеам над вас, а ни мојот син, Господ ќе биде ваш владетел. Уште им рече Гедеон: само едно барам од вас, секој да ми го даде прстенот од својот плен. Победените носеа златни прстења, зашто беа исмаилци. Со радост одговорија тие, тогаш тој го распостре својот плашт и секој од нив фрли по прстен од својот плен. Тежината на златните прстења што ги побара изнесуваше 1700 златни сикли, освен месечињата, наушниците и облеките од црвено сукно што ги носеа мадијамските цареви, и освен веришките што беа околу вратот на нивните камили. Гедеон направи од тоа ефод и го постави во својот град Офра, и сиот Израел блудно одеше таму по него, и тоа им беше стапица на Гедеона и на неговиот дом. Така мадијамците беа покорени под израелците. Веќе неа креваа главата и земјата беше мирна 40 години додека живееше Гедеон. Јеровал синот Јоасов отиде и живееше во својата куќа. Гедеон имаше 70 синови кои потекнуваа од него, зашто имаше многу жени. Неговата наложница, која што живееше во Сихем, му роди син, кому му го даде името Авимелех. Гедеон синот Јоасов умре во длабока старост, го погребаа во гробот на татко му Јоас во Авиезеровата Офра. По Гедеоновата смрт израелците пак почеа да одат блудно по вааловците, па си го поставија за бог Ваал Верит. Израелците веќе не си спомнуваа за Господа својот Бог, кој ги избави од рацете на сите нивни непријатели наоколу, и не му искажуваа благодарност на домот на Јеровал Гедеон за доброто што му го направи на Израел.